Најново издание на вестите на Слободна ТВ. Еве ги денешните настани. Париз е против било каков датум за формални преговори со Албанија и Македонија, пред Европската Унија да го заврши ремонтот на својата методологија. Со меморандумот што на 10 октомври го проследиле француските дипломати до другите влади на Европската Унија, Париз сака понатамошните разговори да бидат постепени, поконкретни во придобивките што им ги носат на засегнатите земји. Синоќа во последен обид да го убеди Макрон да дозволи почеток на преговорите беше германската канцеларка Ангела Меркел, а амбасадорите на Европската Унија денеска ќе се потрудат да посредуваат за компромис пред утрешниот состанок на министрите. Македонија мора да ги почне преговорите со Европската Унија. Францускиот претседател Емануел Макрон не треба да го блокира тоа, смета поранешниот бугарски претседател Росен Плевнелиев. Во изјава за БГНЕС, Плевнелиев вели дека Европската Унија треба да донесе одлука за старт на пристапните преговори и со Македонија и со Албанија, со што ќе го покаже својот кредибилитет и стабилизирачка улога на Балканот. Поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева по 4 дена болничко лекување во клиниката Жан Митрев денеска ќе биде вратена во притвор во истражниот затвор Скопје. Јанева поради висок притисок и општа анксиозност минатата недела беше пренесена на клиниката Жан Митрев на интернистичко кардиолошки преглед. Унгарскиот премиер Виктор Орбан го претрпи првиот изборен пораз од доаѓањето на власт во 2010 година, бидејќи опозицијски кандидат ќе биде нов градоначалник на Будимпешта. 44-годишниот Гергели Карачони, кој доби поддршка од голем број опозицијски партии и од широк политички спектар, ја опиша победата како историска. Шпанскиот врховен суд осуди 9 каталонски сепаратисти на казна од 9 до 13 години затвор заради нивната улога во неуспешното прогласување независност во 2017 година. Сепаратистичките партии ги повикаа жителите на Каталонија на граѓанска непослушност, доколку нивните лидери не се ослободат. Дупката во стратосферата над Антарктикот е најмала во последните 30 години, но сепак треба да ја гледаме како аномалија, велат научниците. Опоравувањето на озонскиот слој над Антарктикот не смее да се зема здраво за готово и понатамо мора да бидеме внимателни, порача доктор Джонатан Шанклин, еден од научниците кој прв во 80-тите години од минатиот век го документираше проречувањето на озонската обвивка. Ги следевте вестите на Слободна ТВ. Благодарам за вниманието. Довидување.